До крајот од есенската полусезона во втората македонска фудбалска лига останува уште едно коло, кое коло нема да донесе промени барем во долниот дел од табелата, каде три екипи ќе водат сериозна борба за опстанок. Вардарски е прв кандидат за испаѓање. Овој клуб ќе има најтешка и најсериозна пролетна борба за опстанок. Енерџијата од Богданци е единствениот тим кој нема триумфи и со 2 бодови закува на дното од табелата. Вардарски ќе треба да направи сериозен ремонт, но прашање е колку тоа ќе може да вроди со плод, кога е во прашање обезбедувањето на директниот опстанок, бидејќи веќе се прави сериозна бодовна разлика од 13-тото место. Во слична ситуација и Борец, кој со 5 бодови на предпоследното место на табелата, со скоро една победа, 2 ремија и дури 11 порази, со најлош напад кој реализирал само 6 поголовци на 14 одиграни надпревари. Минатата сезона Борец на шампион во трета лига Југ и преку Бараш експресно се врати во втора лига, но како стојат работите, Борец експресно ќе се врати во третолигашкото друштво. И овој тим ќе треба да направи комплетен ремонт, а пролетната борба ќе биде тешка за да се соберат бодови кои би гарантирале опстанок во втората лига. Борец во последното есенско коло ќе игра против Охрид на Белина извори, каде ќе има исклучително тешко гостување. ОСО не ја научи лекцијата од минатата сезона. Со 8 бодови обара зоната за опстанок и го очекува исклучително тешка борба за опстанок во втората лига. Лочанските жетвари во последното коло ќе се соочат со Вардарски, каде ОСО го гледа идеална шанса да дојде до тие 3 бодови со цел да се доближи до зоната за директен опстанок. Овие три екипи ќе водат исклучително многу тешка борба за опстанок. Во пролетниот дел рано обезбедување на опстанок ќе сакаат победа и Вардар Неготино. Викендот ќе се одиграат надпреварите од последното есенско коло, а пролетниот дел ќе започне на 15 февруари следната година.